Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив за следните 60 минути. Градоначалникот Бидјалка Сами го прогласи за почесен граѓанин на Тетово, братот на еден од основачите на УЧК на Косово. Во Битола отворен дом за стари лица. Одржани подмочанските средби. Заврши научниот турнир во мал фудбал Рате 2022. Ќе го чуете и обраќањето на протоиерей Ставрофор Симиша Ристовски. А за самиот почеток, една од најубавите новосоздадени македонски патриотски песни, Велат не нема и Владко Миладиновски. Сме ние вечни векови во убав Егеј беломорски, овде на свети наши корени, од исти мајки тука родени. Велат не нема, ама еве сме, со мерак сред солун оро играме. Песни гордо пееме. Тука во Солун драма кавала, на гревена, горе на Вичограмос херојски, се игра и пее пак македонски. Велат не нема, ама еве сме, со мерак сред солун оро играме. Велат не нема, ама еве сме, песни гордо пееме. Сме ние од пред Исуса на своја земја македонска. Тука сме, тука остануваме и име свето не менуваме. Велат не нема, ама еве сме, со мерак сред солун оро играме. Песни гордо пееме.
Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Во продолжение да го проследиме обраќањето на протоиерей Ставрофор Симиша Ристовски. Господу помолим ся. Господи Во името на Отца и Сина и Светиот Дух, амин. Драги браќа и сестри, драги слушатели на нашето црковно радио Македонски глас, добро утро. Во вторник на 26 јули нашата света црква ќе го прослави големиот празник и ден Светиот Архангел Гаврил или летен Свети Архангел. Нема ни еден позначаен настан во историјата на човечкото спасение во кој не зеле учество и небесните сили, светите ангели и архангели, драги браќа и сестри. Од Светото писмо дознаваме дека тие се духовни безтелесни суштества што постојано му служат и престојуваат пред Бога. Тие прават само добри дела и на луѓето им помагаат да постигнат духовно совршенство и спасение. Апостолот Павле вели: сите ангели се службени духови, испраќани во служба на оние што сакаат да наследат спасение. Кога праведниот Авраам, сакајќи да ја исполни Божјата волја, го приведе на жртва и својот роден син, невидливата рака на ангелот Божи му го истргна ножот од неговата рака за да не го заколе. И тогаш тој зад себе слушна глас: Аврааме, Аврааме, сега познав дека се боиш од мене, та не го пожали ни своето родено дето заради мене. Кога Мојсей се искачил во гората за да добие наредба од Господа како да постапи со народот што го беше повел, ангелот Божи му се јавил и му објавил тајната за создавањето на светот. Архангелот Гаврил од рајот ги набркал Адам и Ева, тој на свештеникот Захари му соопштил за раѓањето на Свети Јован, на Света Дева Марија за раѓањето на Спасителот на светот. Небесните ангели при неговото раѓање пееле слава во висините на Бога, а на земјата мир меѓу луѓето добра волја. Ангелите го крепеле Исуса Христа во Гетсиманската градина, кога од долгото бдение и молитва се заморил. Исто така ангелите ја отвориле надгробната плоча при неговото воскресение. Ангелот Божи, драги браќа и сестри, им се јавил и на жените мироносици, кои порано во неделата беа пошле до гробот Исусов за да го помажат со мириси. Тој им ја објавил радосната вест дека Христос воскреснал. И при многу други збиднувања од светата историја дознавме дека тие духовни суштества се јавуваат и учествуваат во тоа. И така светите архангели и ангели од создавањето на светот па низ целата историја на човечкиот род им ја објавувале на луѓето светата Божја волја, помагајќи им на избраниците Божи, на сите луѓе што го сакаат Господа Бога и со сето свое срце и со целата своја душа и со сите своји мисли, а и ближниот свој како себе си. И денес ангелите Божи им помагаат на добрите, честните и набожните луѓе во ослободувањето од нивните маки и тешкоти. И денес ангелите Божи се наоѓаат крај обожените, кај болните, олеснувајќи им ги болките. Еве денес и овде го исполнуваат овој свет олтар архангелите Божи и секој ден и секоја недела, окружувајќи ги свештенослужителите во принесувањето на бескрвната жртва заради простување на нашите гревови и вечен живот. Ангелите постојано бдеат над нас, иако некој од грешниците се покаја, настапува голема радост меѓу нив. Спротивно на тоа, кога некој праведник ќе сгреши, тие се жалостат и го оплакуваат неговото паѓање. Тие тагуваат и плачат, и тогаш кога ќе видат дека во светот исчезнала правдата, вистината, милоста, и кога луѓето еден на друг стануваат злобни, завидливи, нетолерантни, додека едни пируваат во раскош
и богатство, другите тонат во беда и се измачуваат од глад, беда, болести и секакви мизерии. Сите тие луѓе се нарекуваат христијани, а не го гледаат и не го познаваат Христа, кој што само и сака милост, а не жртва. Христос ги пофалува милостивите и вели блажени се милостивите, оти ќе бидат помилувани. Секој народ, секоја црква и секој од нас, драги браќи и сестри, има свој ангел пазител. Нашиот ангел за нас се грижи и не чува од секакво зло. Како тоа станува? Кога ние сакаме да сториме нешто лошо, во нас се јавува борба. Еден глас не предупредува дека тоа да не го правиме. Тој глас е на нашиот ангел пазител, што секој христијанин го добива прекрштевањето. Ете зашто треба секогаш да го слушаме тој внатрешен глас. Ангелот пазител постојано се стреми да ни всади добри мисли, добри благопожелби и да не предупреди утеши во неволја. Паѓањето во грев го ожалостува добриот ангел и му се дава простор на лошиот, тој да раководи со нас. Покорени од демонот совеста престанува да говори, а срцето се преполнува со престапни желби. Таков човек не го чувствува својот ангел пазител, следователно на тоа не се стреми да прави добри дела. Живее сам за себе си, го заборава заветот на Спасителот да се сакаме еден со друг, да живееме како браќа и да не го правиме тоа на својот ближен, што не сакаме нам некој да ни го прави. Тој може да е христијанин, да живее во христијанско општество, но е далеко од христијанскиот живот, од христијанските идеали. Во него не говори љубовта на вистинскиот христијанин. Дали е лесно да бидеме добри, та да можеме да се запазиме од зло, да се подсетиме за тоа што говорат светите Божји угодници. Ако сакаш да му служиш на Бога, ќе трпиш многу маки и страдања, вели Исус, син Сирахов. Апостол Павле пак вели сите што сакаат да живеат праведно, ќе бидат гонети. Пророкот Давид бил прогонуван од Саул само од завис. Таква била судбината скоро на сите пророци, на Господа Исуса Христа, на апостолите и сите праведни. Спасителот вели, ако мене ме гони, и вас ќе ве гонат. Некои од лошите луѓе уште на земја биле заказнувани, а другите тука живееле среќно, но биле казнувани во загробниот свет. Ние со длабока вера во Бога и големо трпение за нашите души ќе си обезбедиме место во небесното царство. Патот што води до таму е тесен и трлив и малкумина одат во него, но не се плашиме од оние што не гонат. Ангелот пазител ни се дава за да ни помага во тешките мигови од нашиот земен живот и да ни ги отвори рајските порти да влеземе и вечно да живееме во царството на нашиот Создател, троединиот Господ Бог. Значи и денес, и утре, и секогаш, драги браќи и сестри, ангелите Божи биле се. И ќе бидат онаму каде што е потребно и каде што ни е потребна нивната помош. Тие се моćни и силни наши заштитници и посредници пред престолот на Всевишниот Бог. Ние вистина нив не ги гледаме, но ако се покаеме, ако си ги простиме престапните гревови еден на друг, во љубовта Христова и ако искрено и од срце му се помолиме и нашиот Спасител Господ Исус Христос, ние секако во нашите срца ќе ги почувствуваме и ќе се увериме дека еве и денес и тоа овде во овој свет храм сме окружени од невидливите свети духовни сили Божи. Драги браќи и сестри, да му се помолиме и да се помолиме на сите ангели, архангели, началство, сили, власти, кои што секогаш бдеат и секогаш се му служат на Бога, извикувајќи молитва Свет, свет, свет си Господи, во кој што преку таа молитва ние како христијани се осветуваме и како такви живееме свет живот за да го наследиме Царството Божие. Повелете и утре на света божествена литургија, каде како христијани ќе ја прославиме шестата недела по Педесетница и ќе се помолиме на Свети Архангел Гаврил секогаш да биде со нас, секогаш да не чува, да не пази и секогаш
молитвите наши да ги води кон Бога за наше телесно здравие и духовно спасение. Нека Бог, драги браќи и сестри, преку светите ангели и архангели, преку сите свети, на сите ви дарува телесно здравие, духовно спасение, мир, слога, љубов и напредок во вашите домови, постојано, сега и секогаш и во сите векови. Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Митс, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Почитувани браќа и сестри, ве известуваме дека на 27 и 28 август во дворот на православниот храм Рождество на Пресвета Богородица ќе се одржи нашиот традиционален македонски фестивал. По тој повод ве покануваме да дојдете сите на добро дружење со македонска храна и музика. Фестивалот, како и секоја година, започнува по 12 часот на пладне, а трае до доцна вечерта. Повелете, сите сте добре дојдени. Što mi stopува, ti si mi moja sjajna zvezda, pa što svetluva. Ti si mi moje jasno sunce, duša što mi stopува. Ti si mi moja sjajna zvezda, pa što svetluva. Srce mi je polno i dušava od tvoja da
нашта љубов можат се да зборат и многу да ни завидат, но дури во нас двата огна горат, нема да не разделат. За нашта љубов можат се да зборат и многу да ни завидат, но дури во нас двата огна горат, нема да не разделат. Срце ми е полно и душава од твојата убавина, како мирис на город цвет, мене ме опива. Нема никој душо на овој свет посреќен од мене, нема двајца млади влюбени со таква љубов голема. Срце ми е полно и душава, срце ми е полно и душава од твојата убавина, како мирис на город цвет, мене ме опива. Нема никој душо на овој свет посреќен од мене, нема двајца млади влюбени со таква љубов голема, со таква љубов голема. Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. На свечена седница во салата на општина Тетово, градоначалникот Билјал Касами го прогласи за почесен граѓанин на Тетово Рифат Јашари, братот на Адем Јашари, еден од основачите на УЧК на Косово. Градоначалникот Касами рече дека ова било побарање на голем број граѓани од Тетово од албанската етничка заедница поради нивните многу блиски врски со Косово. За нас како граѓани на општина Тетово ова е значаен ден затоа што му оддаваме признание на еден член од семејството кој жртвуваше се за ослободувањето на Косово од диктатурата на Слободан Милошевиќ. Поголемиот дел од граѓаните од албанска етничка припадност многу се поврзани со граѓаните од Косово и во периодот 1999-2001 година ние како општинска власт ценевме дека треба да донесеме ваква одлука со која цениме дека придонесуваме во правец на промовирање на правата и слободите на сите граѓани во светот. Граѓаните од Тетово од албанска етничка припадност се почестени со овој настан, изјави градоначалникот на општина Тетово Билјал Касами. Одлуката за доделување на почесен граѓанин на Тетово на Рифат Јашари ја донел градоначалникот Касами и како што вели, тоа било во негова надлежност во периодот кога Советот на општина Тетово е распуштен и наскоро се очекуваат нови избори. Ова е една од надлежностите која преминува на мене како градоначалник во момент кога се распушта Советот на општината. Ова не е пропис кој е во сила на некоја уредба, ова е индивидуален акт според Законот за локална самоуправа кој преминува во надлежност на градоначалникот, појаснува Касами. Иако вчера не беше државен празник поради овој настан, градскиот плоштад и повеќе улици во Тетово беа закитени со голем број само албански знамиња, што предизвика виден револт кај останатото неалбанско население во градот. За Тетово ова е празник кога се однесува за албанската етничка заедница и ценевме дека треба да биде истакнато само знамето на албанската заедница. Не е државен празник, па согласно законот да се истакне и државното знаме, рече Касами.
На ваквата одлука на градоначалникот Касами со соопштение реагираа од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН и побараа од надлежните доследно почитување на законот за употреба на знамињата на заедниците во државата. Денес во Тетово сведоци сме на сериозно непочитување и нарушување на законот за употреба на знамињата на заедниците во Македонија. Баравме владата на Република Македонија веднаш преку МВР да обезбеди доследно почитување и примена на законот за употреба на знамињата на заедниците, да обезбеди веднаш да се истакне знамето на Република Македонија заедно со другите знамиња во согласно со законот, се вели во соопштението на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Тетово. Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Крвописније војската, осветената Самоилова. Тука се и гробовите на јунаците и линденците. Тука се и гробовите на јунаците и линденците. Душмани, ето запаметете, сме постоеле и ќе постоиме. Нашата мила Македонија не одгледала, за да ја браниме. Душмани, ето запаметете, сме постоеле и ќе постоиме. Нашата мила Македонија не одгледала, за да ја браниме. Крвопис е и ваташа за момчињата, 12 мината. Другари што загина од зверовите по затворите. Другари што загина од зверовите по затворите. Душмани, ето запаметете, сме постоеле и ќе постоиме. Нашата мила Македонија не одгледала, за да ја браниме. Душмани, ето запаметете, сме постоеле и ќе постоиме. Нашата мила Македонија не одгледала, за да ја браниме. Крвопис е и пиринот, неослободен до ден денешен. Истото е и со Егеот, Беломорскиот, Македонскиот. Истото е и со Егеот, Беломорскиот, Македонскиот. Душмани, ето запаметете, сме постоеле и ќе постоиме. Нашата мила Македонија не одгледала, за да ја браниме. Душмани, ето запаметете, сме постоеле и ќе постоиме. Нашата мила Македонија не одгледала, за да ја браниме. Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква.
Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Министерството за образование и наука известува дека го одзема вршењето на работите на општина Тетово за именување и разрешување директор на средното општинско училиште Гимназија Кирил Печиновиќ во општина Тетово, затоа што и покрај укажувањата и превземените мерки и активности од Државниот просветен инспекторат не обезбедила извршување на работите што со закон се утврдени како нејзина надлежност. Државниот просветен инспекторат на 8 јули го извести Министерството за образование и наука дека е извршен вонреден инспекцијски надзор во гимназијата Кирил Печиновиќ во општина Тетово по иницијатива на разрешениот директор на училиштето. Утврдено е дека градоначалникот на општина Тетово го разрешил директорот без претходно спроведена постапка, во согласно со законот и именувал вршител на должност директор, информираат од Министерството. Државниот просветен инспекторат на 8 јули го извести Министерството за образование и наука дека е извршен вонреден инспекцијски надзор во гимназијата Кирил Печиновиќ по иницијатива на разрешениот директор на училиштето. Утврдено е дека градоначалникот на општина Тетово го разрешил директорот без претходно спроведена постапка во согласно со законот и именувал вршител на должност директор, информираат од Министерството. Инспекторатот му укажал на градоначалникот на незаконитата постапка. Во согласно со законот, инспекторот извршил контролен инспекцијски надзор со цел да утврди дали градоначалникот на општина Тетово постапил по укажувањето. Утврдено е дека решението за разрешување на директорот се уште не е подпишано, а функцијата вршител на должност се уште ја врши ново именуваниот директор. Вршењето на одземените работи во согласно со законот го превзема Министерството за образование и наука во име и за сметка на општина Тетово во траење од 12 месеци, потенцираат од Министерството за образование и наука. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Samo jedna nesaka, si te molim
Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Во Битола официјално беше пуштена во употреба приватната установа за социјална заштита на стари лица Дом Софија. Пред присутните гости и пријатели, собственичката Софија Ристевска се заблагодари за присуството и раскажа како дошле до идеја за отворање на овој објект. Градоначалникот на Битола Тони Коњановски им честита на собствениците за иницијативата и заложбата за реализација на идеја, што денес резултира со успех и создавање нов капацитет со европски стандарди за грижа на старите лица. Верувам дека со високите стандарди кои ги исполнува објектот, корисниците на оваа установа ќе имаат можност за удобно сместување, квалитетна услуга, но и исполнети денови. Со воведувањето и на други социјални услуги како дневен центар за активно старење, семејно советувалиште и сервис за помош и нега во домот, бенефитите ќе ги почувствуваат многу граѓани на Битола, а и на регионот во Пелагонија. Оваа инвестиција покрај што е важна за подобрување на социјалната заштита и здравствената нега на повозрасните сограѓани, истата има и позитивно економско влијание во општината преку отворање на нови можности за вработување. Се надевам дека овој и други успешни примери ќе ги следат и други инвеститори кои ќе градат и развиваат нови капацитети и бизнис идеи во нашиот град, а Битола во периодот кој престои ќе продолжи да се развива како економски привлечна дестинација, нагласи градоначалникот Коњановски. Како локална самоуправа подготвени сме за соработка и поддршка на сите инвеститори во согласност со нашите законски надлежности и можности. Земја, мајка мила, многу јадовна, со векови роб што била, пак е таговна. И кинеа волци врани, срце в постела, јадеве ја од три страни и на три дела. Срце в постела, јадеве ја од три страни и на три дела. Мечкини камен славен, славен и линден, а некој вели народ без имен. Ако нека вели каде има сој македонски. Има уште крв што блика по бојне рамен, има уште глас што вика за мечкини камен. И кинеа волци врани, срце в постела, девелеа од три страни и на три дела. Постела, девеле ја од три страни и на три дела. Мечкини камен славен, славен и линден, а некој вели народ без имен. Ако нека вели
Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така, Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Побелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Почитувани браќа и сестри, ве известуваме дека на 27 и 28 август во дворот на православниот храм Рождество на Пресвета Богородица ќе се одржи нашиот традиционален македонски фестивал. По тој повод ве покануваме да дојдете сите на добро дружење со македонска храна и музика. Фестивалот, како и секоја година, започнува по 12 часот на пладне, а трае до доцна вечерта. Повелете, сите сте добре дојдени. Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Градоначалникот на општина Ресен Јован Тозиевски оствари средба со министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини. На средбата се разговараше за дополнителната координација на ресорното министерство и општината во определување на приоритети на активностите во Преспанскиот регион, планирани во рамките на проектот EU4 Преспа и со средства од заемот од Европската банка за обнова и развој. Овие активности се насочени кон управување со отпадните води и управување со отпадот. На средбата заеднички беше ставот дека мора да се преземат поинтензивни активности во делот на управувањето со отпадните води и спречување на нивното излевање во Преспанското езеро како една од мерките за заштита на водите на езерото. Прексиноќа се одржаа традиционалните подмоченски и селенички средби кои беа посетени од голем број на посетители, меѓу кои и селеници од општина Преспа. Средбите беа збогатени со културно-уметничка програма со настап на естрадни уметници од општината. Воедно на градоначалникот на општина Ресен Јован Тозиевски му беше доделена благодарница за поддршка на инфраструктурниот развој на село Подмолчани. Temjanički, carot nego ti
Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Александар Видоевски, председател на организациониот одбор на Ратеј Вилич, што би рекол ја, турнир во мал фудбал, ноќен, некој ќе каже спектакуларно почна, спектакуларно заврши. Александар, кој е шампион? Здраво, живо најпрво. Шампион е екипата на Букс Мебел и Баварија Пиво, која играше финале против екипата на Сиричино вчера вечер и победи со 2:1. Ние, пошто овдека навијавме за Жеграб, вие класично балкански, кои изгубивте у полуфинале, после се распашавте у финале. Па, може така нешто да се каже. Класика балканска. Демотивирани после полуфиналето, ама добро беше, све на све сме задоволни од све што направи. Вака сега, кој ќе повлечеш една црта на све што се случуеше во овој еден месец, до каков заклучок доаѓаш? Па, можем да кажем дека ни ги надмина очекувањата од тоа колку успешно го завршивме настанот. Пријатно сме изненадени сите. Од било каков аспект. И од посетеност, и од фудбал, и од екипи, и од ферплей на терен, од све. Апсолутно. Знаеш што, ова и нас ни беше пробен балон, медиумски е покриено, има некој ефект тоа? Огромен ефект, да, и вчера на самото затворање посебно ви се заблагодарив на краткиот дел кој имав како говор пред да го затвориме официјално турнирот. Огромна помош беше дека има луѓе што доаѓале што претходно не ги знаеме дека луѓе уствари постоја. Кои се, како се, да, не ги знаеме уопште, него дошле да го видат настанот, веројатно слушнале на радио некако изрекламирано е дополнително. Некој можда и не препоручал, урата е убаво, идите, видите што е, како е и супер, одлично. Се затвори све, синојка ми каже дека сте имале посета од над 1500 луѓе, што е импозантно. Да. Ја искрено не бев толку оптимист дека до толку може да има многу народ, толку посетеност. Пријатно сме изненадени и јас самиот у моментот кој више публиката надојде, свртнев еден круг околу игралиште да успеав да насликам делот од публиката, баш ме интересираше да видим у каква бројка и да, сигурно може да се каже негде над 1500 души дека имаше околу целото игралиште. Знаеш што, дали ова истото ќе се случеше ако Сиричино не беше у финале? Пошто ми каже дека кој игра Сиричино иде цело село. Па, мора или да без се разлика дека, на све? Мора да се каже, да се признае дека делот таа заслуга што имаше толку голема публика на вчерашниот настан, са заслужни екипата на Сиричино, да. Ама можда и, не знам, добрата организација, добрата енергија која се ширеше целиот овој, речи си, цел месец, може би тоа допринесе плюс медиумското покровителство кое вие го имате во ваши раце и мислим дека све на све еден склоп на повише работи. Александар, ако повлечеш сега линија, најверојатно после ова, пошто излезе дека е успешно, до година па ќе бидеш председател, предпоставljam. Има некои тесни грлаки што можеше екстра да се направи тоа што се направи? Здравје до година најпрво, ќе видиме како ќе биде работете, ама како што вика екипата што победува не се менува, така да? Да. Здрави и живи, да. Мислим дека го извлековме максимумот у дадениот момент, да, од тоа што започнавме со нула и на некој начин сега направивме кула. Со кратки некои зборои, кула, ама кула што допрва уште треба да ја фасадираме, да ја средуеме, така да имаме уште доста работа. А главната цел за до година ни е трибинчиња да направиме. Трибинчиња обавезно. Тоа ни е примарна цел што имамо и желба пред све. Ние се договоривме како тоа можете да го направите од разни извори и со аплицирање у разни проекти, зашто ова заслужува да биде еден такав поголем проект. У овиот дел на
На летото вие сте единствената забава ваќе што е континуирана и што така се случува у општина Тетово. Мислим у општина Јегуновце, ама и у поширокиот регион на Тетово. За следна година трибинчињата се уигра, што ваќе ти фаќа око, што би требало да се направи, а не е направено моментов. Мислим дека единствено само секогаш може да се направи многу повише и повише, а мислим дека тоа е нешто што најмногу ни недостасува и мислим дека кога би имале трибини синојка би било уште за 50% барем повише народ би имало него што имаше вчера вечер. И сега најсериозното прашање, што ќе правите ве сега? Заврши. Ќе се навратим на 2 дена кога беше 7 8 јули, така нешто беше, имаше, 8-9 јули имаше дожд, моравме да одложимо, лоши временски услови. Неделата ни беше секако ден предвиден за одмор, зашто имавме член од организацијата кој беше на свадба, па голем дел и од дечките од организација мораа да присуствува на свадбата. Се поврзаа 3 дена, значи без фудбал и седим дома таче, гледам телевизија и си викам у еден момент, викам ми иде надоле, угужвава малку да осетим енергија, да живи нешто. Да, ми фалеше турниров и многу коментари и од луѓе, не само од село, вика сега вика ќе биде, знаеш, без нема да има уопштинава што викаш ти момент на забава, момент на развонода, мирно место некое. Тоа беше единствено и сега за сега заврши. Сега ја имам една идеја што ќе ја кажем јавно. Вие да направите Лига на шампиони, еве Жеграб нека има wild card и да си направите еден турнир у кој ќе учествува шампионите на све турнири што се организирале, не само у општина Јегуновце, можете и пошироко да направите. Тоа ќе да ни заврши летово. Шампион на шампионите, а? Да, као Лига на шампиони, свекој со свекого, едно неделја дана би било многу убаво и многу фино, можда и 2. Еве ви идеја, работајте на неа. Сега ќе има турнир у Сиричино, колку што чув. Предходно имаше турнир каде? Село Јанчиште, не знам. Вака, например, шампионот од Сиричино, шампионот од Ратае и шампионот од... Шампионот од Јанчиште. Од Јанчиште. Шампионот од Ратае и сега и шампионот од Сиричино. И Жеграб нека има wild card, еве ви 4 екипе, направите Лига на шампиони и тоа би било со сите нишани да се заврши работава. Да, не е лоша идејава, може да размислим околу идејава, само немојте тоа сега кој да биде домаќин, еве Ратаја нека биде, зашто некако од око ми седи, може да собере и највише као публика. Па ќе вртимо пари. Може и париче да направите една Лига на шампиони. И тоа би било многу убаво за да знаеме кој е шампион на сите шампиони. Фала ти многу, ова беше Александар Видоевски, председател на организациониот одбор на турнирот, ноќниот турнир во малфудбал Ратае 2022. Те очекувам за по 365 дана да направиме уште една скалабуција, што би рекле, у Тетово и Тетово. Обавезно ќе почнеме малце порано како што се договоривме до година, да направиме да биде поспектакуларно и фала ви уште еднаш премногу за медиумската помош што ни ја пружате цело време и целиот овој период од 26 ден активен фудбал. Бидете здрави и живи. Поздрав до свите учесници. Сега само ја Добро, само ја нешто да ти кажем. Ние сме отворени за свите. Ама имавме еден гостин овдека, рече вака, пројде времето кој медиумите се наметнуеја на некои случања. Сега дојде обратно време, а ти тоа перфектно го искористи, кај што организацијата и самото случање му се наметнуе на медиумот. Да ти кажем нешто, не ти премочи, веројатно од местото кај што работаш, имаш некој искуство, не искористивте максимално, нас ни беше чест и задоволство, ова искористивте, да, под наводници, не искористивте максимално за да си направите кај вас некој ефект, се надевам дека имало, а нас не направевте нешто кај што ќе следимо една активност што се случува, а други активности у тој период нема.
Се надевам дека и следната година ќе соработуваме Драги како што живи, соработувавме, со тоа што малу порано и многу попаметно. Ете, фала ти уште еднаш многу. Фала ви уште еднаш многу на вас. Секој добро, поздрав. Поздрав. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Буџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Почитувани браќа и сестри, ве известуваме дека на 27 и 28 август во дворот на православниот храм Рождество на Пресвета Богородица ќе се одржи нашиот традиционален македонски фестивал. По тој повод ве покануваме да дојдете сите на добро дружење со македонска храна и музика. Фестивалот, како и секоја година, започнува по 12 часот на падне, а трае до доцна вечерта. Повелете, сите сте добре дојдени. Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Народе македонски, после толку години, еве пак сме собрани. Еј, на гости ви дојдовме, срца да ви згреме, песни да забеме. Ајде станете, хоро да заиграте, песна наша весела, лек за душата. Мили роднини, ај за многу години, еднаш се живе, мој народе. Кој бил знае се, како ние славиме, како се веселиме. Еј, сурли и тапани, грмнете на сиот глас, души да затреперат. Ајде станете, хоро да заиграте, песна наша весела, лек за душата. Мили роднини, ај за многу години,
И за самиот крај тоа што никој и никогаш не може да ни го одземе. Најубавата македонска поезија. Слушнете ја Тъга за југ од Константин Миладинов. Имајте убав ден. Орелски крилја как да си метнех и в наши стрни да си прелетнех. На наши места ја да си идам, да видам Стамбол, Кукуш да видам дали срнце и тамо мрачно угревјат, како и вамо. Ако како овде срнце ме стретит, ако пак мрачно срнцето светит, на път далечни ја ке се стегнам и в други стрни ке си побегнам, каде срнцето светло угревјат, каде небото звезди посевјат. Овде е мрачно и мрак ме обвива, и темна мгла земја покрива, мразој и снегој и пепелници, силни ветришќа и виулици, околу мгли и мразој земни, а в грди студој и мисли темни. Не, ја не можам овде да седам. Не, ја не можам мразој да гледам. Дајте ми крилја, ја да си метнам и в наши стрни да си прелетнам, на наши места ја да си идам, да видам Охрид, Струга да видам. Тамо зората греи душата и срнце светло заедвит в гората. Тамо дарбите природна сила со сата раскош ги растурила. Бистро езеро гледаш пелеит, или од ветар сино темнеит, поле погледниш или планина, сегде Божева е хубавина. Тамо по срце в кавал да свирам, срнце да заедвит, ја да умирам. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.